Добро почитувани, Дрисла, предпријатие за справување со отпад, кое што во опис на работата има потреба од градежна машинерија, и ја има, ја поседува, за само 2 години, 2019-2020 година, исплаќа речиси 1 милион евра за изнаемување на багери, на градежни машини. А парите ги добива братучет на генерален секретар на влада на СДСМ, додека директорува со Дрисла кадар на СДСМ. Институциите, како јавното обвинителство и Комисијата за антикорупција, мора да одговорат дали единствената причина зад фактурите од 850.000 евра за 2 години испратени од фирмата, струмичката фирма до Дрисла, лежи во крвното сродство меѓу Драги Рашковски и Александар Пиперевалиев. Дали врската со Рашковски била причината 850.000 евра да бидат исплатени на Пиперевалиев, наместо одржување на машинеријата на Дрисла? И дали крвното сродство било посилно од Законот за јавни набавки, па договорот е склучен во 4 очи? Според договорот од 2020 година, вреден на 12 милиони денари, и тоа е првата работа од како Дрисла станува јавно предпријатие и со неа почнува да управува Коста Начевски, функционер на СДСМ, веројатно крвната врска е пресудна и заменување на условите во огласот, и тоа во време додека огласот бил објавен и активен, па се бришат услови како биланс во последните 3 години или минимален број на вработени 12 лица. Уште еднаш, со 2 договори, договор во 4 очи, фирмата која што нема ниту 12 вработени, за 2 години фактурира 850.000 евра. Договори меѓу Дрисла и братучет на генерален секретар на владата на СДСМ за изнаемување на багери за Дрисла, која што и сама поседува механизација. Почитувани, СДСМ не може да го сокрие криминалот во своите редови, се додека со институциите владеат истите лица. Македонија може да излезе од кризна состојба само со брзи превремени избори. Колку повеќе се чека, толку повеќе се тоне во корупција, криминал и кризи. Ви благодарам, дозволете ми да одговорам и на пристигнато прашање во врска со видеото и Facebook пораката на Али Ахмети, лидерот на ДУИ. Почитувани, секогаш кога Али Ахмети сака да и се допадне на меѓународната заедница, во неговите средби се откажува од Косово и ја поддржува она иницијатива на Србија Отворен Балкан, во која што Косово не е ниту спомнато, а се вади и измислува и за зелена агенда. А секогаш кога треба на Али Ахмети и на Ковачевски да поминат тендери и милиони во рек Битола или во Осломај, Ахмети станува загрижен патриот и збори за Косово. Али Ахмети не треба да се чуди зошто ДУИ ја обвинуваат за корупција, освен тоа што треба да си провери во Орманот за струја, каде што има на диво приклучен кабел за струја, треба да провери и околу кадрите кои што 20 години се во институциите и се извор на криминал и корупција во државата. Зелената агенда на ДУИ и темата со етничките права на заедниците се измислени за да ДУИ се покрие во моментите кога од народот се краде најмногу. И колку повеќе ДУИ и СДСМ сложно крадат, толку народот е посиромашен. Од набавката на мазут на Крешник Бетеши до милионските тендери за рек на Ковачевски, кои државата ја оставија без струја, функционерите на ДУИ и на СДСМ не смеат да бидат феудалци кои се недопрени од законот, кои што се богатат на грбот на сите граѓани во Македонија. Пристигна прашање, слично прашање и во однос на ставовите на Артан Груби и неговите настапи. Почитувани, човек кој што се занимавал со картички за паркинг вредни 1000 денари нема кредибилитет да зборува за било што. Илузорно е да се очекува промена на устав без гласовите на македонците, на мнозинството во Македонија. Она што треба Груби да го направи е барем еднаш да каже што точно ќе направи за да ја стекне довербата кај граѓаните во Македонија. Ви благодарам.